Пред почетокот сме на второто полувреме помеѓу екипите на Брегалница Делчево и Победа. Водство за сега има домашните фудбалери со 2:1 кои поведува со голот на Дарко Пешовски, потоа следеше израмнување на 1:1 од некаде 30 на метри Димовски прими ефектен гол, за да во 30-та минута Ратков повторно ја доведе екипата на Брегалница во водство. Да ги повториме составите за екипите: Горан Димовски на голот на Брегалница, Андреј Таковски со број 2, Стефан Филиповски со број 4, Даниел Анастасовски со број 5, Валери Стаменовски со број 7, Антон Ратков со број 8, Бојан Петровски со број 9, Дарко Пешевски со број 10, Александар Илиев со број 11, Никола Стоиловски се повреди, на негово место влезе Димитровски Филип и со број 19 Манасиев, Крстевски Александар, Марковски Никола, Арсовски Петар, Стојановски Андреј и Дилан Петровски се замените за Брегалница во екипата на Победа: Андонов Душан, Ризов Славе, Амедов Јокшун, Стојановски Јордан, Атанасов Лазар, Бајлозов Лазар, Спасич Адријан, Петков Панче, Михајловски Валентин стрелец на погодокот, Зајков Благоје, Лазов Владимир, Петков Кристијан и Григоров Драган се замени на овој натпревар за екипата од Валандово. Главен судија Тоше Џамов, помошници Јордан Ѓорѓиев и Ананиев Александар, сите откочени, делегат Енгеловски Маријан, контролор Гицов Јордан. Пред почетокот сме на второто полувреме на натпреварот Брегалница Победа Валандово. Ако нешто треба, ќе ви дам знак. Осино бели дресови Брегалница Делчево, од десно кон лево ќе напаѓаат гостите од Валандово. Топка кон Илиев. Илиев си прави простор. Високо над голот, имаше можност да го зголеми водството на домашната екипа на 3:1. Сепак ово значува дека Брегалница со напад го почнува, со добра игра го почнува второто полувреме. За сега останува водството од 2:1. Ратков, еден од импонираните играчи во првото полувреме. Слободен удар за гостите од Валандово, во кој не забележуваме замена на почетокот на второто полувреме. За сега само една замена кај тимот на Брегалница, на местото на повредениот Стоиловски, Филип Димитровски влезе во игра. Корнер за гостите. Што значи опасност по голот на Димовски, го поставува таму Таковски на првата статива. Обид за ножички на капитенот на Победа. За Брегалница вели судијат, поточно не беше тоа капитенот, тоа играчот со број 11. Еве сега Ратков, тука се Илиев и топка кон Илиев, да видиме дали ќе стигне но побрз одбранбениот играч на Валандовчани.
Липовски, Стаменовски, Конрадков, повторно, овој пат Монасиев, Пешовски, обид да се проигра, Петровски и Радков, со такво пребивање во надпреварот со Тиверија Брегалниц успеа да постигне погодок и да слави на тој надпревар. Сега Петровски и Пешовски се во комбинација. Топка Конилиев, но одбраната. Непотребно таму сега фаулираше еден од играчите на Победа. Иако беше досудено топка за токму за неговата екипа. Висок скок на Димитровски. Петровски се бори овде и изнудува фаул. Анастасовски, Филип Димитровски, Радков, Стаменовски, Димитровски, топка кон Петровски. Така е, Петровски побрз. Кон Илиев. Тука Илиев, да видиме. За малку 3-1 одбиена топка во корнер. Силен удар беше тоа, иако не се чинеше така на прв поглед на Илиев. Пешовски сега се опатува да го изведе овој корнер, кон корнер знаменцето. Пешовски. Уште еден корнер би требало да биде тоа, но топката, вели помошникот, ќе биде во раците на голманот на Победа. Видим кој ќе биде побрз до топката. Не се решава да рискира овде, рискира одбранбениот играч на Победа, кој ја исподи топката пред Пешовски во аут. За сите кои подоста се вклучат, 2-1 води Брегалница, Дарко Пешовски се прави простор, не успева да се пробие низ одбраната на Победа, е сега обид за контрнапад. 4-3. Нафрлена топка, ако нема грешка, топка во корнер.
Корнер се победа во Ландово. По овој краток прекин излегува Филиповски. Поздравени публиката за неговата добра игра во првата половина. И за да може да продолжи. Несмасно добро сепак топката е повторно во неговите нозе. Шутна над голот на Брегалница, останува 2:1. Продолжува играта. Трено, ако видовте, влезе Стојановски на местото на Филиповски. Акција за Брегалница, убава топка Конилиев. Еве можност. Ова е за жолта, може би. Нешто построг. Построга одлука, да видиме, нема картон биле судијата. Еве го. Го добива сега. Одеше право кон голот Илиев. Но ова е одлична можност за Пешовски, кој бил стрелец на доста голови за Брегалница од вакви позиции. Да се надеваме дека ги биде и овој пат така. Пешовски шутира директно во живиот зид, но дали ќе има корнер? Сепак прифаќа голманот на победа. Овде Таковски треба да биде побрз, така е. Петровски кон Таковски. Радков бара топка. Корнер. Брзо изведен корнер. Радков.
Стамен напред е Пешовски, сега му се придодава Атилиев и од десната страна Петровски. Далеко е ова топка од Илиев, од Пешовски. Сигнализира дека надвор играл со рака голманот на Победа. Радков убаво ја одзема оваа топка. Не успева оваа акција на гостите од Валандова. Таковски до Анастасовски. Тука ги има Петровски десно и Пешовски во средината, топка и кон Илиев. Радков. Копка кон Пешовски, да видиме. 3:1. Беше редно Брегалница да има веќе 2 голови предност. Дарко Пешовски втор погодок на овој натпревар, 3:1 за Брегалница. Одлично управена топка до Пешовски, одлично ја смести во левиот долен агол на голманот на гостите и Брегалница веќе има водство 3:1. Продолжува играта, може малку посмирено сега да се движи играта од страна на домакините, но мора да се биде внимателен секако. Може би ова е можност да се искористи на брзина немотите на Валандовчани, па да се проба да се постигне уште некој погодок. 3:1. Тука има гледачи кои само што пристигнуваат на надпреварот. Прашуваат за резултатот и за они што се поче подоцна. Брегалница победа 3:1. Топка кон Стаменовски, но офсет дали се биде. Илиев и Пешовски комбинираат, тебе сега може Димитровски се обиде да постигне четврт гол за домашната екипа. Не смееше да игра овде со Илиев, бидејќи беше во офсет, затоа топката беше упатена кон Димитровски. Грешат Валандовчани, нов напад за Брегалница, Стаменовски, Пешовски, Радков, фаул за Брегалница.
екипите на половината на победа, освен двајца домашни фудбалери. Слободен удар за Воландовчани. По една ваква можност за управо да го урим изедначен 1-1. Во моментот резултатот е 3-1. Со задостојање судијата го крева корнер за мецето, офсет. Тук сега гледа моменту, иначе накрая повече би само некој само гледа директор. Ame sedmicата! Ами ето, че е до рекордна. Продолжи играта без игра од страна на гостите кои имаат негатива од 2 гола разлика. Абе, ако не си играте една. Рупин иде на топка, те остава да отиде по гол-аут. Манасиев, што ќе значи нема можност за Димовски да дегажира, да ја уфили во игра. Солидна представа на Димитровски кој сега ја уфрли топката до Пешовски кој додава до Илиев, да видиме еве. Си прави убав продор Илиев. Шанса беше тоа за 4-1, но ја одбрани голманот на победа. Ова упатена топка кон неговиот гол. Грешат Воландовчани, еве можност за нов обид за погодок. Манасиев, Петровски. Таковски, Радков, Петровски, Таковски. Одлично направена топка, во крајен момент се сфрлува еден од гостинските играчи, Радков. Префрлена топката на левата страна. Стаменовски. Недоразбирање со Илиев. Не може да дише. Не дише.
Димитровски, прекрасен продор. Димитровски. Одличен продор на Димитровски. Да видиме дали заслужи да биде стрелец на гол и така е. Таков погодок, соло продор на Димитровски. Еден од најзаслужните за овој пресврт, би рекле, зголемување на водството на 4-1. Пресврт во играта на Бреганци се разбира по повредувањето на Стиловски. Прекрасен гол, гол на колото би можело да биде. Од средината на теренот тргна кон голот на Воландовчани. Нико! До сликата ќе. До сликата ќе. И ја смести во десниот горен агол на противничкиот гол. Не е сега две заменика и Воландовчани. Те се обидат да внесат освежување во овие дополнителни минути од второто полувреме. Стаменовски Илиев е таму. Од десно се Ратков и Пешовски. Стаменовски ќе го бара Петровски. За момент сакаше да го промени. Ратков, еве го Ратков. Не доаѓа за малку до оваа топка Ратков. Побрз голманот од него. За сите кои подоцна се вклучија, 4:1 има водство Брегалница Делчева. Корнер сега за победа. Sad se zajebavate, Andrej. Внимателен сега Димовски, по оној несреќно примен погодок во првото полувреме, немаше никакви интервенции во понатамошниот делот на преворот. Речи си да немаше друг директен обид кон неговиот гол. Одлично, слично како и Петровски. Многу близу беше Брегалница до петиот погодок. Одлична акција, слична на она со Тиверија. Пешовски го проигра Петровски, но Нијан се одлучува топката да не заврши во голот. Милиметри подочно одлучува. Топката профучи веднаш до левата степива на гостинскиот голман. Петровски повторно сега кај топката, тука и Ратков. Можеше овде предност да доследи, меѓутоа повреден е фаул на Петровски. Можно да се нафрли во противничкиот 16-тник. Не тези имам час на свирење, судија!
Не знаеш да го посвириш. Не знаеш да не било там. Изнудува корнер Петровски. Корнер, не аути. Стаменовски ќе ја уфрли топката во петерецот на голманот на победа. Леле бе! Ама Дани нема да дозволи купшията. Браво! Фаулиран Таковски. Оди бе, Драгане, ще висиш. Додека трае оваа пауза, да напоменеме дека моменталната резултат е 4:1 за екипата на Брегалница Делчево. Али? Сауши не će pa. Dede. Се ближиме кон завршните моменти од овој натпревар. Последни 10 минути натпревар во кој Брегалница има водство 4-1, откако на полувреме замина во собликувањето со водство 2-1. Топка кон Петровски, кој силно надоаѓа кон оваа топка. Силен чекор се движи. Пешовски. Стаменовски. Непрецизно. Убав замисла, но непрецизно. Се уште сме импресионирани од погодокот на Дмитровски, кој истрче цел терен за да ја завие во десниот горе нагол на голманот од Валандово и да донесе водство на Брегалница 4-1. Предходно Пешовски зголеми на 3-1. Ајде сега може да си за 5-1 Стаменовски. Стаменовски. Лукаво сакаше да ја упати топката кон левиот доле нагол на мостинскиот голман, но немаат среќа Делчевци со овој удар за зголемување на водството. Обид уште еден над голот на гостите од Валандово, да намалат на 4-2, но останува резултатот 4-1.
За 2 недели Брегалница на градскиот стадион во Делчево го игра дербито со Малеш Берово. Се очекува тогаш многу поголем број на навивачи да дојдат. Има најави за навивачи од Берово, кои денес играат на домашен терен против тимот на Тиверија. Тоа е дерби на истокот. Тројна замена подготвува Брегалница, откако на почетокот Димитровски го замени Стоиловски. Ратков, Стаменовски кон Петровски. Секој чест за Таковски, Пешовски и Илиев излегуваат од игра. На нивно место Крстевски, Арсовски и Марковски. Значи влегуваат во игра Никола Марковски, Александар Крстевски и Андреј Стојановски. На местото на Дарко Пешовски, Андреј Таковски и Александар Илиев. Се извинувам, Илиев останува во игра. Видиме само на чие место влезе едно од играчите кои ги споменавме. На местото на Филиповски, што може да забележиме. Одлично Марковски, топка кон Арсовски. Арсовски во нападот, сега топката кон него. Стојановски ја упати кон својот соиграч. Не повеќе од 5. Завршни моменти на треборот, максимум 5 минути за игра. Нешто помалку. Во зависност колку ќе биде продолжението. Марковски изнулува аут. Да повториме. Делчевчани заслужени имаат водство 4:1. Во овој дел во кој во најголем дел го има посудот на топката. Со еден несреќно примен погодок изедначи Валандовчани во првото полувреме, но потоа се беше во знакот на Брегалница. Така и продолжува Ратков во силен пробив, но предоговор си даде
беше фаулиран дали судијата, така е, почувствувавме дека имаше можност овде да го помине играч со број 15 и ова е можност за да се изведе слободен удар. Одговорноста ќе ја преземе Илиев. Dajte, Jacko. Та не знам да биде изведен слободен удар. Стаменовски за малку над голот. Заслужува аплауз од присутната публика. Bravo, Dani! Петровски кон Илиев. Дали ќе биде побрз? Не. Но да видиме, еве шанса. Со две почани. Кој ќе ја гони, бе? Non posso che ho. Опомена за дечките за гол. Ости децата, бе! Дете, детето! Браво! Не пари децата, бе. И таа ја засукај! Засукај и таа! Може на. Колку ще има неки играт по две пути? Абе, Миле, тоа е глуп. Треба да топка да има до стотината, бе. Браво, Ванчо! Кај ти кој има еден оре? Петровски кон Ратков. Не сме го тепали. Крстевски се бара Крстевски, вели тренерот. Браво, браво! Топка кон Марковски. Браво! Статива, но еве повторно можност. Убава акција таму на Марковски, Арцевски. Останатите негови сиграчи. Обид за пети гол за домашната екипа, но останува 4:1. Последната можност беше тоа, еве сега корнер ќе очекаме. Ќе се чекаме да биде изведен. Практично стварно навистина последна можност за домашните фудбалери, кои заслужуваат голем аплауз за прикажаното на денешниот надпревар. Совладана е цврстата екипа на Победа Валандово. Останало да почекаме дали со моменталниот резултат или на крај од корнер ќе има уште еден гол. Се што сторија гостите е оној несреќено примерно на Димовски, кога топката високо беше упатена кон неговиот гол. Еве можност. Немаше овде среќа. Домашниот тим. Не на тука! И се чини дека Не на тука! Свирни, бе! Повима вечерња и тука. Тоа е знај. Ајде, свири крај! Не од преско свири. Абе, крај! Доста му. Колку? браво, браво за таа идеја. Браво! Одлична идеја на Браво! домашните. Браво! Свири крај, бе! Веселиновски на земја. Абе, крај ли ке свири? Аха! Е, шо, бе?
И публиката нестрпливо го очекува крајот. Абе! Да резимираме, домашните фудбалери заслужено слават на овој дуел против солидниот тим на Победа Валандово со 4:1. Овој последен удар да биде забележена промена на споменатиот резултат. Врни ја назад! Два погодоци за Пешовски, еден за Ратков и еден за Нема! Димитровски, кој имаше едно солирање продор Браво од ти, ајде! средината на теренот кон голот и ја заби во горниот десен агол на голот на Победа за 4:1 за Брегалница. Абе, свири крај! Уа! 4:2 е 10, дека ги изброи бе! во очекување да се случи крај на преводот, екипата од Валандово постигна уште еден гол за 4:2. Имаме пас среќа од играме со најкаповите. Тоа е се за денеска, за овој натпревар од четврто коло. Брегалница заслужено слави со 4:2. Благодарам што не следевте.